Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, состојбата во која се наоѓа нашата држава е неповолна, би рекол повеќе од загрижувачка. Иако имаше многу ветувања, нема резултати. Проблемите се зголемуваат, а многумина во изминатиот период приоѓаат и ми велат ја губиме надежта. Проблемите се насекаде. Тука е невработеноста, земјоделците живеат на работ од екзистенцијата, докторите се незадоволни, пациентите исто така. Стопанството е во криза. Присуството на корупција веќе е констатиран факт, исто како што е и отсуството на борба против криминалот. Екологијата не е тема во државата, но таа не чини, затоа што не чини здравјето на нашите луѓе. Иселувањето е огромно поради лошите услови за живот. Младите се најпогодени. Многу нерешени проблеми имаме. И свесен сум дека многу од работите се последица не на системска негрижа присутна 29 години. Но сето тоа кулминира последните 3, а нели ветувањата беа поинакви, ке дошол живот и се требаше да биде поинако. И многумина не сакаат да продолжат со агонијата приредена од недоговорените политички елити и сакаат нов лист, нов почеток и излез од илјадниците проблеми. Проблемите се големи, но не се нерешливи. Изминативе 2 години работев и најголемиот дел од моето време го посветив на средби и комуникација со граѓани и со стопанството. Последната година силно и интензивно работевме на програма и мерки кон кои ќе се обврземе, а кои треба да ја донесат обновата, која пред се е неопходност за нужно рестартирање на нашето општество. Во изработката на нашите мерки и проекти кон кои ќе се обврземе да ги исполниме, свој придонес дадоа стратешките соработници, универзитетски професори, експерти од странство од различни области, комисиите во ВМРО ДПМН, а клучниот сегмент беше мислењето и потребите на граѓаните и стопанството. Презаситени се луѓето од политика на поделби, празни обвинувања, прочитани политичари. Потребни се мерки и проекти и многу работа. Затоа отпочнуваме серија на пресконференции, каде ќе промовираме мерки и решенија кои ќе бидат дел од обновата која доаѓа, а кои ќе овозможат повеќе за секого. Тоа се мерки и проекти кон кои се обврзуваме и кои ќе треба да донесат повеќе пари, повеќе средства, повеќе надеж, повеќе насмевки, повеќе за пензионерите, повеќе за работниците, повеќе за стопанството и бизнисот, повеќе за граѓаните и стандардот, повеќе за Македонија. И слободно можам да кажам дека ова пред се ќе биде економска обнова заснована на економски темели, за кој најважен услов ќе биде правдата. За да имаме развој, ни треба повеќе во економијата, почитување на законите и повеќе во стандардот кај граѓаните. Соврзуваме за обнова која ќе овозможи зголемување на просечната плата во државата за минимум 25% во еден мандат. Ќе пораснат платите за минимум 25% во следните 4 години. Тоа ќе значи повеќе пари за работниците или во просек за 6.500 денари повеќе од платата која што ќе биде исплатена просечна во државата во декември месец 2019 година. Ке се бориме жилаво за силен економски стандард за секој еден работник. Соврзуваме за обнова која ќе овозможи зголемување на просечната пензија на пензионерите за минимум 20% во еден мандат. Или тоа ќе значи повеќе од 3.000 денари за секој пензионер. За повеќе пари, за повеќе достоинство на пензионерите. За мирен живот соврзуваме во првите 100 дена владата, предводена од ВМРО ДПМН, да го промени законот за пензиско инвалидско осигурување и согласно новото законско решение пензиите ќе се прилагодуваат по двата основа: порастот на трошоците за живот и просечниот раст на нето платите. Во однос на невработеноста, тука нема да има пораст. Туку драстично ќе ја намалиме. Соврзуваме за обнова која ќе донесе невработеност под 10%, едноцифрена невработеност. Повеќе работни места, повеќе срекни лица, повеќе работа за младите, повеќе работа за способните, повеќе работа за стручните. Под 10% невработеност за помала сиромаштија и решавање на проблемите. Соврзуваме за обнова која ќе донесе повеќе работа за младите, 0%
персонален данок за млади до 29 години. Ова ќе значи ослободување од персонален данок за вработување на млади до 29 години кои имаат годишен нето приход до 6.500 евра. Младите да имаат шанса тука да ја градат иднината. Дополнително, преку градење на модерна иновацијска инфраструктура која подразбира отварање на иновацијски центри, бизнес инкубатори и акселератори, научни и технолошки паркови, ќе им овозможиме на младите и креативните луѓе целосна поддршка во реализација на нивните бизнес идеи. Ние сме силно убедени дека Македонија има млади, талентирани луѓе кои имаат силни предприемачки и иновативни идеи и затоа ќе работиме на создавање најповолни услови за искористување на нивниот потенцијал. За стопанството, бизнисот и граѓаните ќе има повеќе пари. Ќе паѓаат даноците. А тоа значи повеќе пари за стопанството и граѓаните. Целосно ќе го напуштиме концептот на прогресивен данок. Ќе воведеме рамен данок до 8%. Ќе стартуваме од 10%, од кои за 1% ќе имаме намалување во првите 100 дена, што значи рамен данок од 10 на 9%, а во период од 2 години уште за дополнителен 1% ќе дојдеме до 8%. Соврзуваме за обнова, која ќе донесе нов модел на реиндустриализација. Тоа значи нов економски модел, кој ќе биде базиран на модерна реиндустриализација и изголемување на извозната конкурентност на македонската економија. За таа цел планираме да понудиме конкретни мерки за поддршка на домашните компании во нивното технолошко и организацијско напредување. Изградба на мрежа на извозни промотори за домашните извозни компании и промотори за привлекување на странски директни инвестиции. Реформа на Македонската банка за поддршка на развојот во Македонско извозно развојна банка, која ќе обезбеди поволни кредити, извозна поддршка за домашните компании и субвенционирана камата за развој. Ќе редефинираме програмата за странски инвестиции со цел привлекување на компании со најголем потенцијален бенефит за македонската економија. Соврзуваме на обнова, која ќе донесе 4 милиарди евра домашни странски инвестиции за еден мандат. Ова значи повеќе поддршка од државата за домашната економија и компании привлекување на странски директни инвестиции преку реформиран модел кој ќе биде привлечен за светски големи компании. Можам да кажам дека веќе водиме разговори со неколку големи европски компании кои се одвратени поради корупцијата, беззаконието и лошата бизнес клима во овие 3 години да инвестираат во државата. Чекаат и тие поволна клима после 12 април да започнат со инвестирање. Се обврзуваме за обнова која ќе донесе раст на бруто домашниот производ за минимум 4% годишно. Се обврзуваме за обнова која ќе донесе повеќе пари за бизнисот, помалку давачки и бирократија. Ова значи намалување на парафискалните давачки за фирмите, кои што се резултат на анализата и средбите со стопанските комори и стопанствениците кои што ги имавме изминатиот период, но не само за парафискалните давачки, тука имаме и детална анализа за сите оние административни и бирократски процедури, дел од нив целосно ќе бидат напуштени, а за дел од нив роковите на одговор на институциите ќе биде намален. Соврзуваме за повеќе од 90% реализација на планираните капитални државни инвестиции годишно, внимателно планирање и испорака на тоа што е испланирано. Сега имаме историско најниско ниво кое се движи околу 69% и тоа после ребалансот на буџетот. Над 90% реализација на капитални државни инвестиции подразбира повеќе работа во градежништвото, повеќе работа во трговијата, повеќе бизнис за предприемачите. На крајот, за да имаме подобра бизнес клима, морам да искоментирам во следнава насока. Мораме да го подобриме економскиот рейтинг на државата, што подразбира не само економски и институционални мерки, туку и борба против корупцијата и криминалот. Затоа се обврзуваме Македонија да се искачи во топ 10 на листата на Doing Business. Денеска, за жал, сме 17. Се обврзуваме Македонија да влезе во првата третина на листата на Светскиот економски форум.
од Давос за најразвиени економии, сега сме 84 од 140. Се обврзуваме Македонија да влезе во првата четвртина на листата на Forbes. Сега сме 68 од 161 земја. Почитувани присутни, сите овие 11 проекти се дел од програмата која што ќе биде мотив плюс за граѓаните да ја поддржат ВМРО-ДПМН во периодот кој што следува и на предвремените парламентарни избори на 12 април. Овие 11 проекти, како и останатите, се можни само преку работа и многу работа. Се обврзуваме на реални работи, без да ветуваме чуда, бидејќи тие во светот на политиката не постојат. За жал, не постојат. Многу внимателно гледам што ветувам, затоа што граѓаните не смеат да доживеат ново разочарување. А за секое едно ветување, освен прецизна анализа која е направена, секој денар е преброен, и тоа пребројан во насока како и зошто ќе се троши, а за тоа го имате мојот збор со кој се обврзуваме, мојата чест и углед. Овие мерки ќе променат многу, затоа што тие ќе значат повеќе работа, повеќе пари, повеќе за секого во државата. Обновата доаѓа и заедно ќе се избориме за подобра иднина. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Господине Мицковски, голем дел од овие најави се врзани со закони, со промена на закони кои треба да се реализираат во наредниот собраниски состав, значи да кои не е доволно одлука на влада. Како ќе постапите доколку во тој нареден собраниски состав СДСМ постапува онака како што постапуваат сега пратениците на ВМРО-ДПМН, блокирајќи голем број законски решенија и понесувајќи илјадници амандмани? Како ќе ги реализирате овие ветувања кои се поврзани со промена на закони? Пратениците на ВМРО-ДПМН секогаш кога станува збор за интересот на граѓаните и интересот на бизнисот и стопанството, секогаш без исклучок ги поддржувале таквите иницијативи. Јас можам да ви ги набројам таквите иницијативи и ќе заклучиме дека поддршката никогаш не е изостанала. Секогаш кога биле приоритетни закони кои што беа од онаа веќе подзаборавена иницијатива 369, ако се сеќавате, и беа прогласени како реформски, ВМРО-ДПМН без исклучок ги поддржуваше. Но ВМРО-ДПМН не може да поддржи закони кои што се закони донесени на предложени да се донесат по брза постапка или закони кои што се наменети за една каста на граѓани во оваа држава и закони кои што цениме дека се штетни и закони кои што не носат добра и не носат иднина во оваа држава. Така што постапувањето на пратениците на ВМРО-ДПМН е принципиелно и очекуваме во идната опозиција исто така да постапува принципиелно кога станува збор за интересите на граѓаните, интересите на стопанството за подобра иднина. Господин Мицковски, многу убави предлози и мерки. Како ќе се справите со дупката буџетот што ќе се јави после намалувањето на даноците кои што ги најавивте? Ќе беше добро ако во исто време со овие мерки кажевте како ќе го намалите буџетот од аспект на расходи. И ќе беше добро ако речеме прифативте идејата да се намали бројот на пратеници 120 на 90. Ако ветевте укинување на некои министерства, да додиме еден по еден. Прво да се заблагодарам за убавиот збор, дека се добри мерките. Сивата економија во државата според Светска банка е 37%. Неофицијално таа е можеби повеќе од 40%. Што значи дека со домакинско планирање на буџетот и вистинско спроведување на даночната политика и вака намалените даноци ќе возможат доволно средства во буџетот за да имаме развој. Друг е проблемот што денеска ние немаме развој поради тоа што реализацијата на капиталните инвестиции е катастрофална, зборам после ребалансираните буџети, што дел од тие средства одат во ненаменски трошења. Тоа е друг начин на политика која што го одбра оваа влада, според нив легитимно, според нас бизнисот и мнозинството граѓани погрешно. Впрочем, на 12 април одговорот на оваа дилема ќе дојде. Што се однесува до делот на кратење на министерствата и така натаму, рековме ќе имаме сет на пресконференција, ве молам, бидете трпеливи, ќе ги добиете одговорите и на тие прашања. Второто ветување дека ќе донесете 4 милиарди евра инвестиции, нели мислите дека тоа се коси со другите политики кои што ги генерирате, да речеме
вчера министерката Мизраки ја врати старата табла со старото име. Тоа значи дека не го почитувате договорот од Преспа. Тоа значи дека ќе има нови проблеми околу НАТО, ЕУ, регионалната соработка. Без таква соработка нема да влезат тие 4 милиарди евра. Мислам дека прашањето поврзано со таблата и ве охрабрувам да го поставите на министерката Мизраки. Се надевам дека ќе добиете вистински одговор. Тоест, сум убеден дека ќе добиете вистински одговор поврзан со таблата во министерството. Инаку, она кое што мене ме интересира како политичар и она што предпоставам дека треба да ги интересира политичарите во оваа држава е интересот на граѓаните за подобра иднина. Она кое што ние како ВМРО ДПМН го правиме и ќе го правиме е дека не игнорираме реалноста, да, дел сме од таа реалност, но никој нас во овој демократски соверен свет не може да не спречи да се бориме да ја исправиме неправдата која што цениме дека таа неправда ни е нанесена. Така што не гледам што е тоа. Ве молам за таблата, ако прашувате, ќе го поставите тоа прашање на министерката. Убеден сум дека ќе добиете вистински одговор. Господин Мицковски, функционира? Да. Добар ден. Јас нема да ве прашам за таблата, но ќе прашам нешто што е поврзано со таблата, односно подпредседателката на СДСМ Мила Царовска утрово ве прозва повторно за, како што рече, замајување на јавноста со поништување на договорот од Преспа, вас и ВМРО ДПМН. Второто прашање би се однесувало на преговорите за законот за јавно обвинителство. Се уште не е стасан во собрание, дали постојат некакви шанси ВМРО ДПМН да го поддржи овој закон доколку дојде во собрание. И се извинувам уште едно, кое што е поврзано со законот за јавно обвинителство и со евентуално можно одлагање на распуштањето на парламентот, кое што на некаков индиректен начин повторно беше соопштено на јавноста, но не и одлагање на изборите. Туку мало пролонгирање, веројатно со носење на некои важни закони. Генерално се две прашања, едното е претпоставам поврзано со законот за јавно обвинителство, а другото е, како што ја цитиравте, вице-премиерот за економски прашања, која што повторно се повикува на договорот од Преспа. Јас ќе ми дозволите од второто да дадам одговор. Во држава во која што имаме целосно партизирање на буџетот, узурпирање и злоупотреба во насока на подкуп пред предвремените парламентарни избори. Во држава во која што имаме масовно партизирање на администрацијата, повеќе од 6000 примени нови во институциите државни на месечно ниво и гледаме сега, сведоци сме дека сите општини во која што СДСМ има градоначалници масовно објавуваат конкурси за привремени вработувања, се извинувам. Во држава во која што опозицијата има нелегално замрзнат имот, единствен капитал со кој што може да располага во оваа држава опозицијата, бидејќи било кој што сака било како да ја помогне опозицијата и е забележан на периметар од 50 метри од оваа зграда, следниот ден е нападнат со сите можни инспекции во државата. Единствен капитал со кој што ние можеме да финансираме нашата следна кампања за време на предвремените парламентарни избори е токму овој капитал кој што ни е замрзнат. Не постои втора во светот опозиција, не знам како е во тоталитарните режими како Северна Кореја, можеби и таму е така, но овде и на друго место јас не можам да се сетам каде имаме ние опозиција која што има замрзнат имот. Во услови кога сигурно нема да биде законски гарантираното финансирање на политичките партии, ние не го поставуваме прашањето за кредибилност на следните предвремени парламентарни избори. Ова не го зборувам за да се жалам. Ние и вака и така ќе ги победиме. Не го зборувам ова да се жалам. Ние зборуваме за нешто за што навистина ВМРО ДПМН се произнесе 100 пати во минатото и еве ја користам оваа прилика сега исто така да се произнесам и да го повторам тоа што веќе сум го кажал многу пати во минатото. Тоа е дека ВМРО ДПМН е да за закон за јавното обвинителство, но закон кој што ќе биде правичен и закон кој што ќе нуди правда за сите граѓани во државата без исклучок дали се партиски определени или партиски неопределени, дали се од еден или друг етникум. Закон во кој што ќе гарантираме вистинска правда и закон кој што ќе биде честит. Ова што денеска ни се предлага како предлог закон во рамките на собранието не е таков. Затоа не гледам што е тука чудно и што е надвор од принципите. Да експертите во оваа држава седнат, кои што беа дел од
собраниската јавна расправа, без разлика дали овој или следниот парламентарен состав, еве безусловно ви велам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН тој закон ќе го поддржи. Експертите кои што учествуваа во таа јавна дебата, ги предложивме еве 6 мина кои се, можам и да ги повторам, нека седнат, колку повеќе губиме време во создавање на артифицијални мнозинства, толку повеќе ги разочаруваме граѓаните, затоа што граѓанинот се чувствува дека не е суверен на својот глас, затоа што забадијала граѓанинот излегува да гласа кога некој како Заев ќе може да формира на сила парламентарно мнозинство од 80 пратеника или 50 или 61, небитно, и ќе поддржи определено законско решение. Да не чуди ова што денеска не се случува во насока на празнење на државата. И тој процес само ќе акцелерира. Поврзано со првото прашање, единствен проблем во оваа држава не е преспа договорот. Јас би сакал повеќе да зборувам за Луи Витон ташните, за оној скандалозен избор на врховни судии во текот на вчерашниот ден. Да зборувам за бизнис интересите на фамилијата оваа држава. Да зборувам за сиот оној криминал и корупција, да зборувам за 106-то место на транспарентност интернационал, да зборувам за економист каде што сме водечки во brain drain, ама во вистинска смисла на brain drain, не како што тој еден наш политичар го употребуваше, одливот на мозоци. Да зборувам за хибриден режим, да зборувам за колку медиуми се затворија во оваа држава без разлика дали се електронски или пишани. Да зборувам за политичкиот прогон, да зборувам за многу работи кои што нас денеска не се случуваат. Тоа е реалноста. Исто како што е реалноста која што вие ја кажавте. Ние не можеме да игнорираме оваа реалност. Но онаа неправда која што е нанесена и која што чувствуваме дека е неправда, демократски, европски, е да се бориме да ја промениме. Дали ќе успееме? Времето ќе покаже. Дали ние ќе успееме или некоја една генерација? Времето ќе покаже. Сигурно и нашите предци, кога се бореле за собствена држава, исто сунувале, гинале и војувале во туги војски, за да создадат држава. Дека еден век потоа се создала таа држава. Не можете да им забраните на луѓето да сунуваат. Оставете ги нека сунуваат луѓето и нека се борат да исправат неправдата која што мислат дека им е нанесена. Тоа е суштината. Ајде да зборуваме за реалниве теми. Ајде да зборуваме колку луѓе се иселени од државата. Ајде да зборуваме колку млади луѓе дојдоа под својот пар чевли од пред влада кој што ги поставува. Ајде за тоа да зборуваме. Ајде да видиме која е бројката на семафорот пред Триумфалната капија. Ајде да видиме колку нови плантажи со марихуана имаме. Тоа е суштината, луѓе. Не е суштината тоа што не прозвала вице-премиерката за економски прашања или некој од слугите на Заев. Ке одговориме и на нив. На народот не им се битни тие одговори. Овие им се битни одговори затоа што тие нив живот ги чинат. За разлика од овие другите, кои што уживаат возејќи се во скапи лимузини и располагајќи со скапи мултимилионерски имоти. Граѓанинот се соочува како први до први да го помине. Јас сакам за тоа да зборувам. И тука се офатени сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност, политички определен или неопределен. Ајде за тоа да зборуваме. Веќе не отстапувате од тоа да се распушти собранието на 12. Дали веќе преговаравте, дали договоривте за потребните гласови за тоа 61 гласа? Јас сум сериозен човек и кога ќе постигнам договор, јас договорот го почитувам. Договорот е постигнат на 12 февруари да се распушти собранието, на 12 април да имаме предредени парламентарни избори. За мене тој договор е завршен и тука немам никаква дилема. Ниту па имам намера да преговарам, ниту пак имам намера телефони да вртам, ниту пак имам намери да притискам луѓе. За изборниот законник, бидејќи Дуи утрово пак апелира да се изгласаат тие измени, дали ќе ги поддржите, бидејќи има отстапки во неколку изборни единици, и тоа сериозни отстапки. Постои опасност, како што велат, да се оспори законитоста на овој изборен процес, доколку се оди вака на избори. Во оваа држава имаме ние на дневно основа кршење на закони. Но на крајот од денот ние сме тука, подготвени сме, ќе седнеме, ќе разговараме, ние разговаравме и преговаравме со СДСМ за измените во изборниот законник. Најголемиот дел од тоа што го договаравме не успеавме да го договориме, но околу едно имаме консензус, а тоа е да се применат препораките од ОПСЕ и ОДИХР, и апелирам
до сите политички партии да го напуштат оној дневно политички театар кој што го прават, едноставно да покажат зрелост, да влезат во парламентот и тоа што е препорака на ОПСЕ и ОДИХР, за да имаме колку толку кредибилен изборен процес да го подржат. Без било какви условувања, без било какви етикетирања. Условот на ДУИ е токму тоа, за да се изгласат препораките да се вметнат од ОПСЕ, да се направат тие измени за... Ви дадов одговор. Во врска се вратам на законот за јавно обвинителство, дали водите било какви разговори со власта во Не, момент кога не, се постигнување не. на договор и кој е вашиот став со оглед на најавите дека власта сега пробува да обезбеди двотретинско мнозинство во обид да го прескокне во МРДПМН? Па во одговорот на претходното прашање го кажав мојот став, а тоа е дека ако се воведе на ваква пракса, каде што целосно се дерогира сувереноста на гласот на граѓанинот, на начин на кој што тоа го прави денеска власта, преку притисоци, закани, уцени, пазарења, непринципиелни, па може ли ова, па може ли она, се уеле по институции и така натаму, тогаш да не чуди ако следните избори ни 500.000 граѓани не излезат да гласаат, а наместо 5 автобуси на ден да имаме 10 автобуси на ден, затоа што чуму тогаш ние додиеме да гласаме и чуму ние да поддржуваме некаква политика, кога гледаме дека некој може буквално да ги построи колку што му се потребни и да си отидат луѓето да си гласат. Ние денеска сме сведоци на најголем скандал во најмокната држава, каде што, да речеме, ете имало телефонско јавување од страна на претседателот на таа држава, тоа беше скандал, кај нас имаме пазарење на отворена сцена како на зелен маркет. И никому ништо. И ние тоа го премолчуваме, дури велиме така треба. Тоа е навистина за мене скандалозно, не само што се нарушува интегритетот на луѓето, не само што тој интегритет е целосно уништен, туку едноставно треба да се вразумат тие што тоа го прават, дека на краток рок уништуваат човечки животи. Затоа апелирав и еве апелираме, користам оваа пресконференција да апелирам да ги остават луѓето на рад. Немојте да вршите притисоци. Оставете ги луѓето на рад. Еве нека каже еден човек на кој што јас сум му се јавил, немој ова да го правиш или немој тоа да го правиш. Не постои таков. Не постои дури ни во пратеничката група на ВМРО да помне. Консензус, една координација, донесен став и тоа е тоа. Затоа што ценат луѓето дека овој закон е се само не тоа што го представа власта. Лош е примерот, луѓе. Не може вака да се функционира. Ке дојде ново парламентарно мнозинство, па ново, сите ќе се повикуваат нова. Лош е примерот. Не смееме вака да се однесуваме, верувајте ми. Господин Мицковски, доколку сепак законот стигне во собрание, има најави дека викендов можно е да помине на влада и да се достави до собрание, доколку се постигне двотретинско мнозинство, како пратениците на ВМРО ДПМН ќе се однесуваат, дали може би ќе го блокираат со голем број амандмани? Ама не постои таква можност. Овој закон е по скратена постапка, не постои можност, затоа е поднесен по скратена постапка. Зошто никој до сега не го слушнав да ме праша како ВМРО ДПМН ќе се однесува со 6.000 вработувања во декември. Нови. Како ВМРО ДПМН ќе се однесува со подкупот и злоупотребата на државниот буџет за изборни цели. Еве, зошто тоа никој не ми го постави прашање? Јас сум спремен и за тоа да одговорам. А за ова не може ВМРО ДПМН ништо да направи, ниту пак било кој, бидејќи е по скратена постапка. Ако ги користиме демократските и деловничките можности, тоа е тоа. Ако имаат 80, ќе си го поминат и тоа е тоа. Но, ако воспостава таква пракса, велат луѓето, не им прави на луѓето тоа што не сакаш луѓето тебе да ти прават. Ќе се сменат улогите многу брзо. Не е во ред тоа. Едно од основните барања на бизнис заедницата е немојте луѓе на ваков начин да носите закони. Едно од основните забелешки на тие луѓе се во реалниот сектор, во реалниот живот, во реалноста во државата вработуваат луѓе, а тие луѓе ни се како потребни затоа што без реален сектор ние ќе немаме ништо. Ние можеме се да си ветуваме и да си кажуваме кои се нашите политики и мерки ако тие луѓе не постојат и не функционираат како што треба. Тие ни викаат немојте вака. Сега од владава продолжуваат. Тоа е она што можам да кажам. Прашање имам, господин Мицковски, СДСМ ве обвинува за дека ВМРО ДПМН има директна поврзаност со скандалот со медицинскиот отпад, дека собственикот на Еко клуб е директно поврзан со поранешниот председател Груевски, а дека вие се обидувате се тоа да го заташкате. Ваш коментар.
Добро да, еве, предпоставувам, го имаат телефонот, колку што знам од господинот Груевски од раководството на СДСМ, нека го прашаат дали има некаква комуникација со именуваниот господин. Инаку, од она што успеав јас да го видам, а што е присутно во медиумите деновиве, дека овој господин имал сериозни договори, да речеме, за кастрење грмушки и дрва по автопатиштата во вредност од 1.000.000 евра со јавното предпријатие за државни патишта, кое што го раководи првиот другар на Зоран Заев, господинот Китанов. Потоа гледам и со Министерството за одбрана имал исто така сериозен договор со јавната здравствена установа Мајка Тереза и така натаму. Гледам дека човекот си функционира. Од друга страна па видовме дека влада на СДСМ на оваа фирма ја дала таа лиценца. Така што јас, верувате, не го познам човекот, не сум имал комуникација. Но тоа што го гледам од медиумите е навистина скандалозно за поврзаноста помеѓу СДСМ и оваа компанија. И би сакал, еве го охрабрувам основното јавно обвинителство да го истражи тоа, да видиме каде завршиле тие 60 милиони денари, 1 милион евра за кастрење на грмушки, дрва и останат, како би кажал, и останат материјал покрај автопатиштата и патиштата. Господине Мицковски, претходно споменавте дека сте во разговори за коалиција пред избори за настапување на изборите. Докаде се вашите разговори со преостанатите партии? Дали можеби сте во сериозни разговори со некој од албанскиот блок? Разговараме со повеќе политички субјекти. Оние партии кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија веќе го потврдија своето учество во таа коалиција. Во периодот што следува ќе ги детализираме начинот на соработка во иднина. Има и други партии кои што приоѓаат, кои што сакаат да соработуваат. Дел се ги видов седнати онаму на четврт маса во седиштето на СДСМ со Николовски, Љупче, Зоран Заев и како се каже директорка Нуја Полукаревска. Дел и од таму ја разговараме, преговараме. Тоа е политика, ќе видиме дали ќе успееме да се договориме, дали нема да се успее и така натаму. Сме разговарали со нив. Па се уште нема резултат, кога ќе има, ќе биде јавноста информирана. Благодарам. Изјавивте дека македонските фирми се плашат да дојдат во вашето седиште, но овие денови бевте примени доста покоректно во Стопанска комора, а секој ден сте примени од големи македонски фирми. Витаминка, големи гиганти, тоа беше незамисливо во времето на гоевизмот, лидер на опозиција да биде примена таква фирма. Исто така ги оспоривте Врховен суд именувањата. Видовме дека понајашни суди на Страсбур се именувани, во ваше време се именуваа суди директно во Уставен и во Врховен суд без ниту еден ден искуство како судија, дури ниво прекршечно. Слушај, видете, ве разбирам, револтирани сте, предпоставувам, на тоа време. И имате причина, зашто е тоа така, предпоставувам, собствена причина, но верувате, ако нешто што не е добро и ако го продолжи тој континуитет, еве според вас не е добро, сега исто така, би рекол и полошо, не е добро за нас граѓаните. Она што јас го зборував, ако ме следевте прецизно, реков, кога зборував за компании кои што евентуално би изразиле желба да ја помогнат ВМРО ДПМН да настапи на следните предвремени парламентарни избори. За тоа зборував. Инаку Стопанската комора не е седиште на ВМРО ДПМН. Компаниите кои што ги споменавте не е седиште на ВМРО ДПМН. Да, ќе одам и ќе ги посетувам. Инаку, еве јас ве охрабрувам да видите во времето на ВМРО ДПМН, не зборам за фирмите на СДСМ или блиски до СДСМ, или кои што барем се шпекулира дека се блиски до СДСМ. Погледнете ги само компаниите кои што се поврзани со семејството Заеви, колкав раст на обртот и профитот имаат и ќе ви стане јасно како функционира, како што велите вие, тој режим тогаш, како функционира овој живот денеска. Можам да ви кажам дека ќе се зачудите со бројката. А околу именувањето на суди подобро да не зборуваме, затоа сме 106 според перцепцијата на Транспарентност Интернационал. Подобро да не зборуваме. Ви благодарам.